Дополнителниот заменик министер во Министерството за внатрешни работи Андонов го посети секторот за внатрешни работи Штип. Причината за посетата е загрозената безбедносна состојба на патиштата. Ке следат дополнителни мерки за имплементација на националната стратегија за надминување на ваквата состојба со цел да се подобри безбедносната состојба во сообраќајот. Тешки повреди во сообраќајот се изразени во регионот на СВР Штип, кажа денеска при посетата на Штипскиот сектор дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов. Посетата ја оцени како професионална со цел да се запознае со состојбата во секторот, работата на раководителите на одделенијата и секторите во Штипската полиција, но и да упати апел до граѓаните да бидат повнимателни во сообраќајот. Апелирам до граѓаните за внимателно возење со моторните возила, внимателно однесување во сообраќајот, почитување на сообраќајните правила и прописи, бидејќи тоа е во последнава недела особено карактеристика за СВР Штип. Имаме неколку потешки сообраќајни несгоди во Штип и воопшто во регионот на СВР Штип. Други проблеми во однос на јавниот ред и мир нема, и тоа ми причинува задоволство што можам да го истакнам. Полицијата работи под полн капацитет и покажува подготвеност и активност на теренот да се справи со сите ризици закани. Ова ќе значи следење на насоките и имплементирање на мерките од националната стратегија за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Согласно националната стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, СВР Штип постапува како впрочем и сите сектори за внатрешни работи во Република Македонија за остварување на мерките и задачите по прашање на националната стратегија, така што тоа се веќе редовни активности. Инцидентно што се случиле неколку сообраќајни незгоди во регионов е прашање на можеби поголема случајност. Неделава на подрачјето на СВР Штип се случија 2 сообраќајки со жртви. Бројот на загинати за 9 месеци се искачи на 13, што е двојно зголемување во однос на истиот период лани. Инаку оценката на дополнителниот министер за внатрешни работи за безбедносната состојба е дека на подрачјето на СВР Штип е стабилна и поволна од аспект на нарушувањата од јавниот ред и мир. Различното толкување на законите ќе се одрази на работата на Министерството за внатрешни работи, рече денеска во Штип дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов. Според него, единствен излез од состојбата е почитувањето на Законот за внатрешни работи и Законот за влада, кои биле поврзани еден со друг. По неговата забелешка дека денеска не бил пречекан од началникот на секторот за внатрешни работи Штип, од полицијата информираат дека Трајковски се сретнал со дополнителниот заменик министер, со кој разговарале за состојбите во Штипскиот сектор. Имаме сериозни недоразбирања со господинот Спасовски, привремениот министер за внатрешни работи, по однос на поставувањето на луѓе во Министерството за внатрешни работи, колку што можам да видам и денеска началникот на СВР Битола, кој тој го постави, на СВР Штип, се извинувам, кој тој го постави денеска, го гледам, го нема тука, нели? Не го видов, значи, да биде тука каде што се и останатите раководители на СВР Штип. Тоа само покажува дека интенцијата на Спасовски продолжува. Мислам дека доколку не седнеме да поразговараме сериозно на таа тема со него, да ги расчистиме неговите дилеми во однос на толкувањето на законите кои ги толкува како што сака, ќе повлијае врз работата на Министерството оваа состојба, и единствен правец за излез од оваа состојба е почитување на Законот за внатрешни работи и Законот за влада координирано, бидејќи се врзани еден со друг. Со свечена академија денес одбележан Светскиот ден на учителот. Во Штип за прв пат се организираше ваква академија. Тројца наставници и педагози ги добија признанијата за најдобри учители за оваа година. Со свечена академија денеска беше одбележан Светскиот ден на учителот во Штип и Пробиштип. Марика Балабанова, Цветанка Манчева и Панче Мусев годинава се добитници на општинските признанија за најдобри учители во општина Штип.
Сметаат дека со добивањето на признанијата им се дава признание за долгогодишната работа со учениците и децата во детските градинки. Со ова докажуваме дека нашата работа ја еволуираат доста луѓе од страна, како ученици, инспектори и колеги. Благодарност до моите колеги кои ме предложија, до сите вработени во Општинското училиште Гоце Делчев и сметам дека ќе ја оправдам нивната доверба и понатам. Гордост е да се добие награда, но и голема обврска да се продолжи и понатаму до крај со работата, бидејќи ова значи големо возвишение, но и многу голема обврска да не подклекнеме до крајот, додека да завршиме со работата. Веројатно вакво признание не може да се добија за една година, нели, работа. Сепак треба да помине еден добар период во кој некој ќе го согледа работењето на одреден педагог. Манчева, која 32 години е учителка и описменила повеќе генерации на ученици, вели дека новите реформи во образованието се предизвик и за неа и за учениците. Смета дека од почетокот па до сега има многу разлики и новини во едукацијата на учениците. Бев предавач, нели, воспитувач, образувач на учениците кои со внимание следеа. Денес веќе не е така. Ние им даваме насока на учениците, се трудиме да ја организираме наставата со најразлични техники и методи на работа во кои главна улога сепак имаат учениците. Малку е потешко да се долови сето тоа, меѓутоа подготовките се многу големи. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев забележа дека образованието е столбот на една држава. Затоа мислам дека образованието треба да биде предмет на анализи и постојани инвестирања во наставни програми кои ќе го направат наставникот да биде креативен. Значи наставникот кој ќе се вложува со учениците, кој со своето знаење и посветеност ќе даде максимум да тие деца научат. И кога ќе излезат од ученичките клупи да бидат навистина своји луѓе. Општина Штип денеска за прв пат организираше свечена академија по повод денот на учителот. Организаторите велат дека оваа академија ќе стане традиционална. Со петиција граѓаните на Кочани бараат решение за намалување на прегласноста во изведување на молитвите од тамошната џамија. Силината на звукот им пречи на кочанци. Тие само иницијативно, со соодветен инструмент за мерење на бучава, измериле гласност над утврдениот законски максимум од 45 децибели. Од исламската верска заедница рекоа дека ќе го решат проблемот. Кочанчани бараат намалување на прегласноста во изведување на молитвите од џамијата. Бучавоста која се создавала при извршување на верските обичаи била превисока и ги надминувала законски утврдените децибели. Најмногу им пречело на жителите од улицата Борис Трајковски, како и недечињата од тамошната детска градинка, што се наоѓа во непосредна близина на џамијата. Ние имаме измерено бучавост која достигнува до 85 децибели. Максимална дозволената бучавост е од 45 до 55, зависно од во кој период на денот. Таа бучавост е толку гласна, толку силна, што еве на пример, преку ден имаме во соседството и мали деца, еве и јас имам што викат внуче. Преку ден ако спие, обавезно звучникот ќе го разбуди. Имаме стари луѓе, навечер, летно време, звучникот е пуштен во 10 сато. Во 10 сато веќе повозрасни луѓе спијат, значи ги буди од спиење. Напладне, кај 4 сато, пак, значи, звучникот е пуштен. За проблемот со кој подолго време се соочувале, соседите ги известили надлежните институции. Инспекторатот за животна средина, полицијата, а до локалната самоуправа и советот на општината е доставена и петиција, со која бараат да им помогнат во намалување на бучавоста. Децидни во своите барања посочуваат дека тие немаат ништо против џамијата. Напротив, само бараат да се намали бучавоста при изведување на верските обичаи. Значи, ние немаме никаков проблем, ниту сакам некој да го свати ова, дека ние заговараме некаква нетрпелива, нема врска. Значи, ние немаме никаков проблем, ниту против џамијата како објект, ниту против луѓето од исламска вероисповест. Значи, нашиот проблем е со бучавоста. Значи, прејаката бучавост од звучниците на џамијата. Експресен одговор и решение на проблемот денес пристигна и од Штипското муфтивство, под чија надлежност е џамискиот одбор во Кочани. Ветија дека бучавоста ќе се намали и ќе се движи во законски пропишаните децибели.
Светиниколската полиција денес поднесе кривична пријава против директорка во јавното претпријатие за стопанесување со пасишта поради постоење на основи на сомнение дека сторила кривично дело несовесно работење во службата. Според полицијата, пријавената 53-годишната ИВ од Скопје како директорка на јавното претпријатие во 2014 година несовесно постапила во вршењето на своите овластувања на тој начин што јако била должна поради неплатен надомест да го раскине склучениот договор за користење на пасиштето од 8 јуни 2006 година, кој бил склучен со двајца корисници, истиот не го раскинала, односно го раскинала само со едниот корисник, додека на вториот му овозможила да продолжи и понатаму со користењето на пасиштето. На овој начин пријавената овозможила користење на пасиштето се до 30 јуни 2016 година, иако не бил подмирен вкупниот надоместок за користењето, кој изнесува 75.000 денари. Повторно горат стрништата. Земјоделците се подготвуваат за сеидба, а колку се подготвени за паричните казни? Законот предвидел глоба од 100 евра. Земјоделците од истокот повторно ги палат стрништата, ги подготвуваат нивите за сеидба, иако е забрането со закон. Во Штипско состојбата е помирна, во Кочанско е поевидентна, потврдуваат од регионалната канцеларија на Државниот инспекторат по земјоделство во Кочани, од каде порачуваат дека несовесните земјоделци кои ги палат страништата ќе бидат санкционирани. За правните лица глобата е 1000 евра, за индивидуалните земјоделци предвидена е глоба од 100 евра, потсетуваат инспекторите. Глобите се соразмерно големи наспроти предизвиканата штета и за оние кои ќе запалат оган во близина на шума. Полицијата годинава спроведе кампања на терен за едукација на земјоделците и сточарите да не ги палат страништата. Палењето на оѓен на отворен простор на 200 метра од шумски одработа на шумата представува прекршок по законот за шуми, каде што глобата е доста висока и таа е 2500 евра во денарска противвредност. Исто така од законот за заштита за земјоделско земјиште, палењето на страништата е казниво, каде што казните за правното лице се 1000 евра во денарска противвредност, за одговорното лице во правното лице се 300 евра во денарска противвредност и за физичките лица кои палат страништа се 100 евра во денарска противвредност. Земјоделците бегаат од одговорност. Праксата покажува дека најчесто земјоделците се правдаат пред инспекторите дека тие не го запалиле страништето или дека некој им фрлил цигара во нивата, па дури дека некој намерно им подметнал пожар. Годинава запалено страниште ја зеде и првата човечка жртва. 82 годишен жител на веничкото село Јакимово отиде на нива и не се врати. Го проголтале огнените јазици, откако пожарот од неговата нива се проширил и на соседното лозје. Сообраќајна несреќа се случила вчера вечер во 20 часот и 25 минути на локалниот пат Виница, село Градец, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Учествувале патничко моторно возило Рено 4 со штипски регистерски ознаки и патничко моторно возило БМВ со бугарски национални ознаки. Во несреќата со тешки телесни повреди се добил возачот на Реното, 48 годишен жител на селото Градец, кој бил пренесен и задржан на лекување во Кочанската болница. Увид на местото на несреќата извршила екипа на секторот за внатрешни работи Штип. Повтор пат објавен огласот за продажба на акциите на фудбалскиот клуб Брегалница. Отворањето на понудите ќе се изврши на 21 овој месец. А на градскиот стадион денес се поставуваа новите рефлектори, за наредната година најавена изградба на источната трибина и реконструкција на сооблекувалните за фудбалерите. Општина Штип повтор пат го објави огласот за продажба на 250 акции на фудбалскиот клуб Брегалница, кои представуваат 100% од вкупните акции на овој клуб. Портпарол Драган Ристов денеска вели дека вкупната вредност на акциите се минимум 25.000 евра, односно 100 евра по акција. Пред 2 дена првиот оглас беше поништен поради недостатоци во постапката.
односно огласот не бил објавен во весник на странски јазик. Продажбата ќе се изврши по пат на јавно надавање со поднесување на затворени понуди. Јавниот повик за продажба на акциите се смета за успешен и во случај ако биде доставена најмалку една понуда. Основен критериум за избор на најповолна понуда ќе биде највисокиот понуден износ во минимум годишно вложување за временски период од 10 години, при што понудениот износ не може да биде понизок од 300.000 евра, потребни за покривање на трошоците за плати, котизации и премии. Рокот за доставување на понудите за купување на акциите на фудбалскиот клуб Брегалница е 21 октомври до 11 часот, кога и ќе биде отварањето на понудите од страна на комисијата, која е формирана од општина Штип. Огласот ќе биде објавен деновиве и на англиски јазик во ТЕТ, кое е службено гласило на Европската унија. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев денеска изјави дека на градскиот стадион се поставуваат и новите рефлектори. Спортскиот терен комплетно веќе е завршен, посадена е втората англиска трева, а денеска ќе почнат монтирањето на рефлекторите. Општина Штип ја исполни својата обврска да донесе квалитетно напојување со електрична енергија. Тоа е доста скапа инвестиција, бидејќи требат некаде околу 400 киловолти. Тоа е завршено и ќе почне тендерска постапка за изградба на западната трибина. Штипскиот градоначалник истакна дека за наредната година планирана изградба на источната трибина, реконструкција на соблекувалните и надградба на соблекувалните со апартмани за фудбалерите и гостите на Брегалница. Досега во реконструкцијата на градскиот стадион се инвестирани околу 500.000 евра, а како што вели Захариев, до крајот на реконструкцијата очекуваат да се инвестираат уште 300.000 евра, со што вкупната инвестиција во стадионот би изнесувала околу 800.000 евра. Општина Штип во соработка со Фудбалската федерација реконструкцијата на стадионот ја врши со финансиски средства од ФИФА и од буџетот на општината. Невладините организации работат на вмрежување и партнерски односи со ромските здруженија за подобрување на социјалниот статус на ранливите категории. Обуката за вмрежување и партнерства е проектна активност која што ја имплементираат невладините организации ИНСОК, Месечина и Сдруженијето за правата на ромите од Штип, кој е и носител на проектот. Целта на проектот е формирање мрежа на ромски граѓански организации кои што низ активности треба да дадат решенија и одговори за проблемите на ромската заедница. На семинарот кој се реализира во хотелот Манастир во Берово, низ практична работа се реализираат дебати за моделите на партнерства, формална и неформална соработка на ромските организации со локалната самоуправа, бизнис секторот, медиумите и институциите. Учесници се представници од сите региони на Република Македонија, како и од невладени организации, така и од бизнис сектор и вработени во општините и институциите. Она што е главната мисија на активностите од проектната реализација се однесува на принципите на партнерската соработка, како и придобивките кои што ги нуди партнерската соработка во работењето на проектите. Заклучокот е дека партнерствата им овозможуваат на организациите да се здобијат со влијание врз јавната свест, зголемување на ефективноста во дејствата, формирање на заедничка визија, отвореност, одговорност, транспарентност и отчетност, како и долгорочна посветеност за решавањето на проблемите во демократското живење. Низ свод анализа, учесниците работат на јаките и слабите страни, како и на можностите и заканите, кои што можат да допринесат врз тоа колку вмрежувањето низ партнерско работење може да даде конкретни резултати во подобрувањето на социјалниот статус, посебно на ромската популација. Проектот Мрежа на ромски граѓански организации одговор на ромската заедница ќе се реализира и понатаму и низ општините со организирање на тракалезни маси и панел дискусии кои треба да дадат позитивни резултати во подобрувањето на социјалниот статус на ранливата категорија. Секако, квалитетната едукација на младата ромска популација е главната алга која во иднина ќе треба позитивно да допринесе за решавање на најгорливите проблеми кои што се дел од демократските процеси. Тоа е заклучокот што проектот го прави за издржлив во насока за решавање на ромските прашања, подпомогнати низ мрежното партнерство и дејствувањето на граѓанските здруженија. И тоа е главниот заклучок од работилницата на семинарот од Берово, од хотел Манастир за Ирис телевизија, Зоран Завински.
Според проценките, во Македонија на годишно ниво се создава околу 110.000 тони цврст отпад. Само 30% од него се рециклира. А во бизнисот со отпад се вртат вратоглави суми на пари. Колку чини системот за интегрирано управување со цврстиот комунален отпад? На оваа тема, новинари и представници на граѓанскиот сектор спроведоа истражување, чии резултати се сумирани во 7-минутната видеосторија. Проследете ја. 5000 ромски семејства во Македонија секојдневно собираат пластичен отпад и така ја обезбедуваат сопствената екзистенција. Едно од нив е и 7-членото семејство на оваа жена. Тоа досега немало проблеми со инспекцијските служби, додека парите што морало вака да ги заработи, во втор план ја ставаат опасноста од инфекции и заразни болести. Јас свесно сум башиоса, ама сум принудими, налаја социјално и сјамен бучаве и мора сием нешто текера. Ама речавенки. Овие граѓани самите или организирани во рециклирачки шеми се најзаслужни што на овој начин ја чистат државата од отпад, велат од еколошките граѓански здруженија. Но собирачите не добиваат од парите што како законска поддршка им следува и треба да ги добијат од фирмите кои генерираат отпад и имаат уврска да ги внесат во системот. За жал, тие истите финансиски средства не завршуваат во кај тие кои што најмногу допринесуваат за рециклирањето да биде успешно во Република Македонија. Тоа се во добар дел случаи 99% ромската популација која што работи како неформални собирачи на отпадоци од пакување. Работата со отпад е исплатлив бизнис, но потребно е воведување на систем за регулација. Еден собирач на отпад од пакување може да заработи и до 15.000 динари месечно, но ако се воведе систем на собирање, можно е ова сума да биде далеку поголема, вели Филип Ивановски, директор на Пакомак. Истражувањето на оваа компанија покажало дека собирачите на отпад не се задоволни од сумите, дека обично станува збор за лица од социјално ранливи категории. Овој бизнис во Македонија е голем, но исклучително значајно да се развие систем кој што ќе значи подобра искористеност на отпадот и подобар економски биланс на компаниите. Дека бизнисот со отпад е профитабилен покажува едноставна математика. Во Македонија се генерира по некои проценки околу 110.000 тони отпад од пакување. Би требало 2020 60% од тоа да се собира и да се рециклира. Во моментов се собира околу 30%. Останува значи некаде околу 30.000 тони што потенцијал што може да се собере како материјал и да се продаде, а не се собира и не се продава затоа што не се уништува примарната селекција, не се пристапува систематично кон тоа. Ако ги помножите тие 30.000 тони по некоја просечна цена од 250 евра тон, хартијата 100 евра, пластиката 300, металот и така натаму, значи 250 евра, че доаѓате до бројка 7,5-8 милиона евра годишно. Според Македонската асоциација за управување со отпад, неофицијално веќе има заинтересирани инвеститори во оваа област и отпадот може да биде инвестициска можност. Отпадот представува инвестициска можност во Македонија, меѓутоа малце имаме и извртени перспективи како тоа треба да се постави. Постои интереси и од инострани партнери кои што се заинтересирани за вложување во рециклажа во Македонија и мислам дека сме на добар старт во однос на тоа да се воспостават сериозни бизниси и бизнис релации на тема отпад како суровина. До Македонската асоциација веќе се две странски компании, едната од Австрија, едната од Германија и мислам дека уште една од Романија или представништво е на некоја од европските држави. Значи 3 компании се обратија до кај нас, каде што бараа контакт со нашите членки. Во бизнисот со отпад се вртат вртоглави суми на пари, но вртоглави се и проекциите на суми кои се потребни на државата за да го реши проблемот. За Министерството за животна средина и просторно планирање бројката од 3 милиарди евра со која што се манипулира во јавноста е превисока. 3 милиарди евра за животна средина, мислам дека е малку повеќе од она што реално ни е потребно. Зборувам за исполнување на сите стандарди во област животна средина. Значи не зборувам само за отпад, туку е малку преголема сума. Нашите проценки беа дека се околу 2 милиарди евра, со тоа што веќе во известен смисла ние имаме направени некои инвестиции и таа сума сега е помала од она што беше првично направена можеби пред некои десетина години, кој што изнесуваше отприлика 2 милиарди евра. Скоро 95% од отпадот што се собира во Македонија се рециклира. Количините на собран и рециклиран отпад од пет амбалажата се многу поголеми во споредба со земјите од соседството како што се Бугарија и Грција, велат од невладините организации. Идентична е и состојбата за собирање на отпад од батерии, што првенствено се должи на подигнатата граѓанска свест. До сега се има собрано околу 10
тони на отпадни батерии, што е доволна количина за да се направи извоз за рециклирање. Имено во Македонија немаме постројка за рециклирање на отпадни батерии, но сепак тоа се прави во соседните земји или во Грција, или во Словачка, или во Австрија. Законот за управување со отпад јасно вели дека треба да се носат 10-годишни планови и дека општините треба да се здружат на регионално ниво. Слично како европските директиви и нашето законодавство вели дека не смее да се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето, да се загадуваат водите, воздухот и почвите и да се нанесуваат други штети. Законски е регулирано дека се што може повторно да се употреби не треба да се фрли. А се што стои повеќе од еден ден, тоа навистина е гнасотија. Така да јас не го одлагам во контейнери, ги имаме зелените контейнери добиено, ма јас не го користам. Па прилично добро е, мислам, хигиената. Малку по камионот за контейнерите празни, малку по ретко иде, ама мислам повеќе задржува контейнерите полни, ама како да го чистат, ги чистат. Било каде да поминете, вие не можете да најдете таква нечистотија како што е во Скопје и во Македонија. Канта за лек не можеш да најдеш. Само контейнери за џубре, канти мали нема. Катастрофа да ти кажам. Нема. Деца јадат и фрла хартија. Па сите знаеме што треба. Тоа треба уште од почеток да се тргне со школувањето, со будење јавна свест и одговорност, макар што не гледам дека тоа се случува кај нас. Иако постои теоретски, веројатно постои часови и сето, но ограничените капацитети на државата се пречка за остварување на идеалната слика зацртана со закон. И во самата владина стратегија се вели дека одредени стандардни процеси, карактеристични за големите европски земји, би биле неодржливи или неефикасни во Македонија, зашто има помалку отпад, се плаќаат помали надоместоци и трошоците се повисоки. Државата допрева ќе знае колку точно ќе треба да издвои за решавање на наталожените проблеми, но факт е дека во моментов единствено е сигурно дека за една од 8 регионални депонии потребни се околу 25 милиони евра. Прецизна бројка во овој момент додека не биде направена физибилити студијата не може да се каже. Некоја првична проценка која што направивме дека сепак инвестициите по регион во Република Македонија има 8 региони за управување со отпад, по регион би изнесувало некаде од 20 до 25 милиона евра. Сите се согласуваат дека бизнисот со отпад е исплатлив, но на повидок нема ниту странски инвеститори, ниту сериозна стратегија за справување со овој проблем. Сумите кои што се потребни се големи, но сите засегнати страни треба да имаат предвид дека управувањето со отпад не е само бизнис, туку се работи за нашето и здравјето на идните генерации. Ете овде ги заокружуваме вестите на Ирис телевизија за денешниот 5 октомври 2016 година, среда. Благодарност за вниманието, останете во продолжение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.